Последни вести денеска, добро вечер. Жителите на општина Гостивар може повторно да ја користат водата од градскиот водовод за пиење. Водата е безбедна, соопшти денеска директорот на дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов, кој е и шеф на главниот штаб за управување со кризи. Водата е прогласена за безбедна за пиење откако во 3 последователни примероци не се најдени бактерии. А по завршувањето на пресконференцијата, членовите на кризниот штаб се напија вода од чешма. Сепак, најголем дел од граѓаните на Гостивар остануваат скептични и велат дека се уште нема да ја употребуваат водата за пиење. Водата во Гостивар беше забранета за пиење од 17 јули, откако институциите утврдија дека пумпи 22 дена внесувале вода со фекалии во градскиот водовод. За ова обвинителството во Гостивар на 21 јули отвори истрага, а во 30-дневен притвор се директорката на Гостиварски комуналец и двајца раководители на сектори, кои се сомничат за тешки дела против животната средина и природата. Агенцијата за храна и ветеринарство ги известува жителите на Гостивар дека од денес, петок, 14.8.2026 година, водата може да се користи за пиење. Последните добиени резултати од лабораториските испитувања потврдуваат дека водата е микробиолошки и физичко-хемиски исправна, односно дека испитаните параметри, вклучително и количество на резидуален хлор, се во границите предвидени со правилникот за забрањата за квалитетот на водата за пиење. Дали ќе пиете вода од чешма? Моментално не. Денеска кажаа на пресконференција дека може да се пие. Тоа нисам слушнал уште. А верувате ќе пиете? Моментално не верувам. Тако психички не можам да ти кажам да, али по време не може да се навикнеме. Што кажуваат, гарантираат, да. Секако. Не ви е страв? Не. Не ни беше страв толку години, па сега ичи. Не ти верувам. Не верувате? Не верувам. Не сум сигурен уште, да. Зашто ми е горе работи, ама не пијам. Значи ќе си продолжите уште да купувате Па, флашки вода? ќе продолжим. Дали ќе пиете вода од чешма? Не, Зошто? не сум сигурен. Не верувате? Не верувам. А кога би почнале? Би почнале или никош веќе нема да пиете? Ја после 10 дена може да пием вода. Скопјанец на возраст од 72 години е втората жртва на западно-нилска треска годинава, информираше директорот на инфективната клиника во Скопје, доктор Фадил Цана. Во моментот на клиниката се хоспитализирани вкупно 24 пациенти, од кои кај 7 од нив е регистрирана потешка клиничка слика. Трето вонредно прскање против комарци пак ќе има вечерва во населбата и во селото Драчево, од каде што има повеќе мина заболени од вирусот. Од почеток, значи од прием, пациентот беше во тешка општа состојба со изразена невролошка симптоматологија. И покрај сите превземени интензивни мерки и континуирано следење, неговата здравствена состојба се влошуваше. Од хоспитализираните 24 пациенти, 7 од нив се во потешка клиничка состојба и кај сите тие се пружи интензивно лекување. 5 од нив се на механичка вентилација, другите пациенти кои се хоспитализирани се во оделот за невроинфекции и се во стабилна состојба. Состојбата со пожари на отворен простор денеска е подобра во однос на вчера, но повторно. Досега има 20 на пожари, од кои 8 се активни во овој момент, соопшти попладнево директорот на дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов. Како најкомплексен пожар за гаснење останува пожарот во Студеничани на селото Рамни Габер. Цел ден дејствуваат ер-тракторите. Значително е намален поголем дел од горните краци, но потребно е уште многу работа за истиот да биде изгаснат, вели Ангелов. Пожар попладнево избил и во атарот на селото Борино и село Житоше во Крушево.
Ангелов вели дека се работи за тешко пристапен терен и таму ќе биде упатен еден полициски хеликоптер кој набргу треба да почне со дејство, бидејќи во близина има непосреден извор за полнење вода. Сериозен пожар попладнево избил и во Велешко, во селото Салм. Ангелов вели дека пожарникарите водат битка да го заштитат селото, но посочи дека верува во нив и очекува уште денеска да биде изгаснат. Ангелов соопшти дека вчера имало и инцидент во Прилепско, каде што двајца пожарникари биле физички нападнати. Биле нападнати од страна на собственикот, кој што нервозно се приближил до нив и со буткање во пределот на градите ги отстранувал и ги спречувал да продолжат со гасење. Од страна на пожарникарите, инцидентот денес е пријавен во полиција, полицијата работи на негово расветлување. Апелирам до сите граѓани да имаат во предвид дека пожарникарите не се супермени. Тие можеби се храбри, можеби се пожртвувани, но не се супермени и не можат за минута да стигнат на секоја позиција каде што гори. А вчера беше најтежок ден во оваа сезона на пожари во земјава, оцени директорот на ДЗС Ангелов. Откако пожарникарите воделе целодневна битка да ги спасат куќите во селата Богомила, во Чашка и Лознан и Битолско. Херојот на денот беше 34-годишниот Александар Чепиговски од битолското село Ивањевци, кој со трактор влегол директно во огнената линија за да помогне да се спаси селото Лознани. Јас носев цистерна кој прскаме земјоделските површини и кој во моментот ми беше приклучната машина запната, наполна вода и се борев до речено и во огно некаде влегував, за да можем да намалам и против пожарната единица или со селаните да можат да го стишат огно. Враќав на рикверс, се пазев да не направам проблем, да не ме фати огно, да не се угушам, да не ми се деси нешто. Тоа беше се во вечерниот преглед. Благодарам за вниманието. Пријатно.